Три представници во фудбалска Европа од Македонија денеска ќе ги одиграат реваншите во првото квалификацијско коло во фудбалската лига на Европа. Турново има најповолен резултат по првиот дуел одигран на гостински терен против Судува. На првиот надпревар во Литванија резултатот беше нерешен 2:2. Со нерешен резултат од Скопје на гости кај Пјуник во Ерменија отпатува Тетекс. Тетовчани на првиот дуел одигра без победник 1:1. Третиот македонски тим кој ќе се обиде да се пласира во следното квалификацијско коло е Металург. Металурзите на домашен терен загубија со 1:0 од Карабах од Азербејџан, а на гости имаат императив победа и пласман во второто квалификацијско коло. Франција и Уругвај ќе играат за трофеот во финалето на светското првенство за фудбалери до 20 години што се одржува во Турција. Франција во полуфиналето ја совлада Гана со 2:1, додека Уругвај го мина Ирак дури по подобро изведување на пенали. Франција во финалето ја однесе Товен, кој ги постигна двата гола за триколорите во 43-та и 74-та минута. Единствениот гол за Гана го постигна Асиу Фах во 47-та минута. Уругвај и Ирак по 120 минути одиграа 1:1, али со гол од далечина го донесе Ирак во водство во 34-та минута од слободен удар, а Уругвај изравни на 3 минути до крајот на регуларниот дел со погодокот на Буено. Во пенал рулетот Уругвај победи со 7:6, клучниот пенал го промаши Саиф. Финалниот надпревар и надпреварот за третото место ќе се одиграат в сабота на 13 јули. Леонардо повеќе не е спортски директор на францускиот шампион Пари Сен-Жермен. Човекот кој во изминатите 2 години беше најактивен на трансфер пазарот се збогуваше со парижаните. Леонардо објави дека ќе го напушти Пари Сен-Жермен само неколку часа по финализирањето на неголемата негова работа за ова лето. Имено операцијата Кавани и формално би требало да биде завршена, а агентот на Кавани веќе е во Париз, каде што треба да биде финализиран трансферот на уругваецот во Пари Сен-Жермен. За одлуката на Леонардо да го напушти Пари Сен-Жермен сигурно влијаеше и казната од дисциплинската комисија која го суспендираше бразилецот 13 месеци. Леонардо не смееше да седи на клупата на Пари Сен-Жермен, не смееше да влегува во сооблекувалната, а не смееше да има никаков контакт со судиите, нивните помошници или делегатите на надпреварот. На 11-та етапа од Тур де Франс 2013, Тони Мартин од тимот на Обега Фарм Квик Степ го доби индивидуалниот хронометар кој се водеше од Авранж до Мон Сен Мишел во должина од 33 км. Мартин стигна прв до целта со време од 36 минути и 29 секунди пред носителот на жолтата маечка Крис Фрум кој задоцни 12 секунди и Томас Де Гент кој имаше трето време со заостанување од 1 минута и 1 секунда. Фрум имаше подобро време од Мартин во првите две мерења, но во последните 11 км од етапата британецот загуби повеќе од 14 секунди во однос на германецот, што беше доволно за одлично второ место. Фрум го зголеми своето водство во генералниот пласман како и жолтата маечка и сега има пренос од 3 минути 25 секунди во однос на второпласираниот Александр Валверде, додека Мулема на третото место сега заостанува 3 минути 37 секунди. Алберто Контадор направи скок во генералниот пласман од 2 места и сега е четврти со задоснување од 3 минути и 54 секунди. Денешната 12-та етапа на Тур де Франс се вози од Фужер до Турс во должина од 218 километри.